Почитувани пријатели, ве покануваме да бидете дел од утринската програма Глас на надежда. Секој ден, од понеделник до петок, во 8 часот и 30 минути со Томе Трајков. На Facebook страната на Глас на надежда. Ке имате прилика да слушате утринска порака, совети за здравието, животни, приказни, рецепти за готвење, гости во студиото и многу други интересни работи. Ве очекуваме. Почитувани гледачи, добро утро од Кавадарци, од студиото на радио Глас на надежда. Еве ни денеска, последен ден, работен ден во оваа седмица. Имаме нашата утринска програма. Денес е петок, 21 јануари. Сонцето во Кавадарци изгрева во 6 часот и 53 минути, а ќе зајде во 16 часот и 34 минути, 21 ден во оваа нова година. Што се однесува до денешната температура или прогноза за денеска, во Кавадарци осамна снежно, така да вее ситен снег. Не е многу ладно, не е многу студено, но сепак температурата покажува дека е -2 моментално, така да улиците се забелени, но се надееме дека во текот на денот ќе престане. Вчера најавивме снег, еве денеска се тоа и оствари. Посебно повеќе имаме снег во западните делови на нашата република, на нашата земја, но како е да е, еве и во Скопје, како што ни пишуваат нашите гледачи, во некои други делови во Македонија вее снег. Зима е и затоа верам дека сме подготвени за децата. Снегот е радост, но за нас повозрастните можеби потешко, позабавено ќе се движиме по улиците, но затоа треба внимателно, посебно сега кога ќе подсмрзне, ќе биде замрзнато, така да мора да внимаваме кога се движиме. Што се однесува до воздухот во Кавадарци, според мерната станица ни покажува дека имаме делумно загаден воздух. Иако вее снег, паѓа снег, но сепак ете делумно воздухот е загаден и затоа можеби не треба утрува да се движиме толку надвор. Кога ќе покаже прогнозата позитивно, така да тогаш ќе може да, барем вие постарите кога излегувате во прошетка. Еве како гласи временската прогноза за денес и за утре. Облачно и студено со повремени врнежи од снег, особено предпладне. Врнежите ќе бидат пообилни во западните делови. Насекаде ќе се формира нова снежна покривка, освен во долниот тек на Повардарието. Заради ниските температури ќе има појава на голомразица. Ќе дува умерен вдолж Повардарието засилен северен ветер. Ова е прогноза за целата наша земја, за Македонија. Што се однесува до температурите, тие ќе се движат од -3 на крајниот запад до -5, значи во тој дел ќе нема позитивна температура, освен некаде Тетовскиот регион од -2 до +2, односно Скопскиот е тоа регион, потоа Кумановскиот од -4 до 0, Беровскиот од -7 до -2, Кавадаречкиот од -3 до +2, моментално е -2 во Кавадарци, -2 до +4 во Гевгелија, Пелагонискиот регион Битола Прилеп од -2 до 1 и Охридскиот од -1 до 2. Значи релативно ниски температури. А утрешната прогноза вели дека ќе имаме повторно променливо облачно, но студено и ветровито време. Во северните и источните делови ќе има повремен слаб снег. Ќе дува умерен вдолж Повардарието и во источните делови засилен ветер од северозападен правец. Утрешните температури ќе бидат многу ниски. Еве која е прогнозата. Во западните делови, значи Тетовско, Полошкиот, Гостиварскиот регион од -14 до -6. Скопскиот од -9 до +1. Кумановскиот од -9 до -2. Таму воопшто ќе нема позитивни температури. Беровскиот регион променливо облачно со дожд и снег, -10 до -2. И у Гевгелија ќе биде прилично свежо од -3 до +3. Кавадаречиот Неготинскиот регион од -6 до +2. Пелагонија -10 до -1 и Охридскиот од -7 до 0 степени.
Според прогнозата ни се најавува, значи, доста студено време, кога снегот ќе престане, но затоа температурите ќе бидат ниски. Одеме сега со песна, а потоа повторно се враќаме во нашата емисија. Dali čekaš i stražariš, brate? Da li spremen si vo svetoj čas? Tojke dojde i nas kene zeme. Ti dalike bideš to nas i seke se sruši tvoj den, tvoj novo ke sozdade se, so angelike sme tvoj čas, Isuso site nas. Da li nekoga učiš za nego? Neka dojde, ne posjeti nas. Isus te dojde za dane zeme, se bliži tvoj slaven čas. I seke se sruši tvoj den, tvoj novo ke sozdade se, so angelike sme tvoj čas, Isuso site nas. Еве ни повторно во живо, почитувани гледачи, ја следите емисијата на радио Глас на надежта. Адвентистичко радио кој се имитува секој утро од понеделник до петок. Поздрав до сите вас кои во меѓувреме се вклучивте и ја следите во живо нашата утринска емисија. Би сакал да ве замолам кои сакате да напишете во четот како е времето кај вас, дали паѓа снег. Во Кавадарци, како што спомнав на почетокот од ова емисија, еве осамна со бела покривка, иако нема многу, но сепак вее полека и улиците се полнат со снег. Како и да е, зима е и снегот беше најавен, вчера го најавивме во нашата временска прогноза. Ако сакате, напишете тамо да знаеме какво е времето во вашите краеви. Следува рубриката Капки на мудроста и приказна за деца и за возрастни. Еве одбрав за ово утро неколку интересни капки на мудроста, што верувам ќе бидат поучливи и ќе не потсетат на некои убави, односно на некои работи кои треба да ги или поправиме, да ги измениме и да едноставно бидеме подобри луѓе. Да се има мир во душата е најголема среќа. Мислам дека ова изјава држи што се вели вода. Ако имаш се, а немаш мир во душата, ништо не вреди. Лесно е да простиш на некого кој ти излажал, но тешко е да си простиш себе си што си поверувал или верувал. Запомни дека срцето кое е исполнето со благодарност скоро секогаш е исполнето и со среќа. Минатото е крадец што не може ништо да даде, а може да ви ја земе убавата иднина. Затоа да не се осврќаме да се осврнуваме на минатото секогаш, зашто тоа само ќе не враќа во некои матни води, оно што можеби не било добро, и затоа да се стремиме кон иднината, да свртиме нов лист. И кога имаме силна потреба од некого, треба да знаеме да останеме самостојни.
Кукавиците умираат 10.000 пати пред да умрат, а храбрите само еднаш. Не е можно се да се докажува. Наистина, никој не успел во животот се да докаже. Во светот има повеќе глад за љубов и искрена преградка отколку за храна. Ете и тоа е вистина. Некој сигурно го доживеал и го запишал како мудра мисла. Во светот има повеќе глад за љубов и искрена преградка отколку за храна. Секогаш те разочаруваат луѓето на кои даваш најмногу значење. Ете, и тука има вистина. Повреди ме со вистината, ама никогаш не ме теши со лагата. Облеката на праведноста никогаш не може да излезе од мода. Уште еднаш ќе повторам. Облеката на праведноста или на добрината никогаш нема да излезе од мода. Некои учат врз основа на искуството, а други никако не можат да закрепнат од искуството. Очигледно некои постојно нешто учат и никако да се научат додека се живи. Некои учат врз основа на искуството, а други никако не можат да закрепнат од искуството, што значи постојано ги повторуваат истите грешки и се учат. Никој не е толку глупав колку оној кој не сака да слушне. Ако даваш пари со камата, твојот плуг ора и во сабот. Мислам дека оние ќе разберат, кој треба да разберат ова порака, во смисол кога се подават пари, како овде што вели за камата, твојот плуг ора и во сабот. Според 4-та заповед, ние треба во сабота да одмараме, дури и нашите плугови треба да одмарат, односно, условно кажено, нашите машини што ги имаме, тракторот или било што не смееме, или не треба да ги позајмуваме некои други да работат со нашите, кога ние сме собственици на тие машини. Значи во сабота треба да, ете според Библијата, да одмараме. Да се живее не е секогаш пријатно, но секогаш е занимливо. Како што ргете го јаде железото, така зависта го јаде завидливиот. Да се чуваме од завидливост, зашто навистина не подјадува однатре, како железото, ете што ргета го напаѓа и знаеме после 50-100 години, например, некои мостови кои се железни попуштат. Зошто? Затоа што ргета едноставно ги напаѓа или ги нападнало. Биди љубезен кон луѓето додека се качуваш, бидејќи пак ќе ги сретнеш кога ќе слегнуваш. Ова е порака до сите оние кои се водачи, кои се председатели, министри или директори или било во која функција обавуваат некоја важна служба, да сватат дека не се вечни. Сите ние сме променливи и менливи. Едни доаѓаат, едни заминуваат. Таков е животот на оваа земја. Биди љубезен кон луѓето додека се качуваш, бидејќи пак ги сретнеш кога ќе слегнуваш. Има луѓе кои ќе добијат власт, заборават од каде потекнуваат, какви биле во минатото, кои биле, и кога ќе добијат власт мислат дека се богови. Не. Големината на човекот се покажува по неговата понизност, без разлика каква функција обавува моментално. Ако избираш меѓу два зла, немој да избереш ниедно, но ако избереш помеѓу две добра, избери ги двете. Се што лета не се јаде. И тоа е вистина. Кој нашол добра жена, ја нашол среќата и добил милост од Господа. Тоа го вели Соломон. Двојните тегови и двојните мерки, двете му се омразени на Господа. Еве, тоа беа за денеска капките на мудрост, почитувани гледачи. Верувам дека се освеживме малце од тие капки на мудроста, свативме дека за секој од нас има овде некој совет и некоја порака. Ајде сега да ја проследиме кратката утринска приказна, која верувам исто така ќе ни донесе совети и некои поучни работи. Приказната се вика Сито. Поучна приказна за молитвата. Си бил едно момче кое со денови, недели, месеци учело молитви. Но во неговата глава не се задржувало ништо. Се истекувало како вода. Ништо од кажаното или од важното што требало да остане кај него не останувало. Се истекнувало како вода. Ништо од кажаното тој не задржувал во својата глава или во својот ум. Целосно разочарано, момчето решило да престане да се моли. Во меѓувреме слушнал за еден старец, голем молитвеник,
koji se jednostavno dvižel vo pustinja živel, toj starec. Dobro si pomislilo momčito, ke go poseta mudrecot i ke se obidam za posledem pad da najdam odgovor na prašanje to kako treba da se molam. Trgnalo na pad, go pronašao mudrecot i go zaprašal. Golem učitelu, da li bi sakal da me naučiš na vistinska molitva, da osetam, da počustovam korist od molitvata? Starecot, koji živel v pustinjata, mu odgovoril. Go gledaš li ona valkano situ onamo? Sito, znajte što je ono što se seje. Momčeto odgovorilo, da, go gledam. Zemi go i od rekata donesi voda vo nego. Momčito go zemalo sitoto, otišlo 100 metra do rekata i zgrabil voda so sitoto. Štom go izvlekol od vodata, seta voda istekla od nego. Se vratilo momčeto kaj starecot so prazno sito. Ko go zdogledal, starecot mu rekol povtorno da odi na rekata i povtorno da zeme voda. Taka momčeto odelo nekoliko pati. Na krajot mu zdosadilo, pa go prašalo starecot. Zašto me mačiš da rabotam besmislena rabota koga voda vo sito ne može da se nosi? A starecot, znate što mu odgovoril, počtovani gledači? Sinko moji, isto je i so molitvata. Ti na vistina ne donese ni kapka voda, no zato pak sitoto koje beše valkano сега je čisto. Tebe samo ti se čini deka nemaš koris od molitvata i deka vo tebe ništo ne ostanova. Molitvata te pročistova, iako ti nego čustovaš toa. Isto kako vodata što go iščisti sitoto. Еве, во ова кратка приказна, почитувани гледачи, верувам пораката ја сватив ми ние. Убаво да се молиме и треба да се молиме. Ние постојано во минатите емисии зборувавме за вредноста на молитвата. Еден христијанин денот треба да го отпочне со молитва и да го заврши со молитва. Молитвата како старецот што рекол прочистување на душата. Ние кога се молиме ги искажуваме нашите потреби, но и нашата благодарност кон Господа. И затоа да ја користиме молитвата во нашиот живот, да не ни досади. Имаме примери во Библијата на луѓе кои повеќе од 3 пати се молеле на Бога. Давид вели наутро, наплани, навечер клечам и се молам. Затоа да ја користиме постојано кога се движиме и кога седиме и кога работиме, кога го започнуваме денот или некоја било каква активност, да упатиме мисла кон Бога. Тоа е многу важно. На Бога му е мило кога ние се молиме, иако Бог однапред знае што ни е потребно. Меѓутоа кога ние ќе ги изговориме тие зборови, Бог ќе одговори на нашите молитви според неговата волја. Наша е да бараме, вели текстот, вели Библијата, а Бог ќе ни отвори и Бог ќе ги услиши нашите молитви. Ете, тоа беше приказната за нашите деца, но и за нас возрастните. Одеме повторно со песна, потоа се враќаме повторно во нашата емисија. Bože, Ti mi dade životno, ja zbeh ništo preda me najdeš, Ti mi dade životno. Dragi, skrše život, Golgota izmeni vo radost, kopneš si ti za mene, ti mi dade životno. Ke ti služam od ljubov Bože, ti mi dade životno, ja zbeh ništo preda me najdeš, ti mi dade životno. Dragi, skrše život, Golgota izmeni vo radost, kopneš si ti za mene.
Еве неповторно продолжуваме со нашата емисија. Почитувани гледачи, во живо емитуваме оваа програма секој утро. Следува рубриката за утринската порака и за денеска. Ја наоѓаме во посланието до Ефесијаните во 6 глава во 13 стих. Затоа земете го сето Божјо оружје, за да можете да се браните во лош ден и откако ќе свршите се, да се одржите. Насловот на оваа порака е Господова војска. Овде апостол Павле во овој текст во Ефесијаните не повикува да се облечеме, да го користиме, да го земеме сето оружје Божје. Да го проследиме и сега и коментарот. Силата на една војска воглавно се мери според способноста на војниците кои се наоѓаат во низините редови. Мудриот војсководец им налага на своите официри секој војник да го подготват за активна служба. Тој настојува секој да даде се од себе. Кога би се потпрел само на официрите, воопшто не би можел да очекува дека во борбата ќе има успех. Тој смета на лојалната, неуморната служба на секој поединец во својата војска. Одговорноста во голема мера почива на војниците. Истото и во војската на кнезот на Емануел. Нашиот војсководец, кој никогаш не изгубил ниту една битка, очекува доброволна, верна служба од секој кој станал под неговото знаме. Тој очекува сите и верниците и проповедниците да учествуваат во завршната борба која сега се води помеѓу војската на доброто и војската на злото. Сите кои се распоредени како негови војници мора верно да служат, потполно свесни за одговорноста која почива на секој поединец. Господарот повикува евангелски работници, кои ќе се пријави. Сите што стапуваат во војската не може да бидат генерали, капетани, водници, па ниту десетари. Врз сите нив почива грижата и одговорноста на раководење. Има и друго тешко дело кој мора да се изврши. Некои мора да копаат ровови и да градат утврдувања. Некои мора да бидат стражари, а некои курири кои ќе пренесуваат вести. За да се формира една војна единица или строј потребни се многу војници, а само неколку официри. Но сепак победата зависи од секој војник. Плашливоста или предавството на еден војник може да биде причина за пораз на целата војска. Секој од нас поединично треба сестрно да работи ако сакаме со успех да ја водиме добрата борба на верата. Во прашање се вечни интереси. Мора да го земеме сето оружје на правдата и да му се спротивставиме на ѓаволот, бидејќи имаме сигурно ветување дека ќе го натераме во бегство. Црквата мора да води агресивна војна, да освојува за Христа и да ги спасува душите од власта на непријателот. Во таа војна учествуваат Бог и светите ангели. Ви повикувам да извршуваме волјата на оној кој не повикал да бидеме војници. Еве тоа беше пораката, почитувани гледачи. Верувам дека ја разбравме дека сите ние сме повикани да бидеме во таа Божја војска. Сите не може да бидеме проповедници, сите не може да бидеме генерали, но сите може да бидеме војници. Нека Господ ни помогне и денес да бидеме негови војници, да бидеме на негова страна. Во склоп на ова сакам да спомнам дека овде пишува дека ние треба да бидеме оние кои ќе носат радосната вест заедно со Христа. Христос всушност ќе ни даде сила на Светиот Дух да можеме да ја извршуваме, како овде што прочитавме, волјата на оној кој не повикал да бидеме вистински војници. Не се мисли на оние физички војници со пушка, со топови, туку да бидеме ангели во рацете на Господа, да бидеме радосници, да ја носиме таа радосна вест дека секој човек кој ќе поверува во Христа ќе биде наследник на новата земја. Библијата е полна советување на новата земја. Земја што Бог им ја даде во наследство на спасените. Преку пророкот Исаја, еве што Господ изјавува. Оти ете, јас создавам ново небо и нова земја, а поранешните нема повеќе да се спомнуваат, ниту на ум ќе доаѓаат, а вие ќе се веселите и ќе се радувате додека за оној што јас го создавам. Всушност ќе се радуваме на новата земја, сите ние, односно секој кој ќе поверува денес ќе го прифати Исуса Христа. Ова се согласува, значи изјавите на пророк Исаја со Исусовите зборови. Блажени се кротките, зашто
тие ќе ја наследат земјата. Од Божиот град, Новиот Јерусалим, праведниците ќе излезат и ќе ја наследат целата земја. Пророкот Даниел вака предскажува за тоа. Потоа светиите на Севишниот ќе го заземат царството и ќе владеат со него во веки векови. Овде и Даниел, и Јован, и Исаја зборуваат за тие 1000 години после поминати на небото, кога Новиот Јерусалим ќе се спушти нова обновена земја, овде вели ќе излезат од Божиот град, значи од Јерусалим, и ќе наследат ова планета. Овде ќе биде вечноста, почитувани гледачи. Овде ќе се живе вечно. Ќе има еден почеток, но ќе нема крај. Но да се најдеме таму во тој вечен град и во таа вечна земја, потребно денеска да бидеме оние вистинските Божји вестници, односно војници, кои ќе однесат таа вест до сите луѓе, до оние луѓе кои се уште не го запознале Спасителот на светот. Одиме сега со реклама за дописната библиска школа, бидејќи постои, значи, дописна библиска школа, почитувани гледачи, на електронски начин да изучувате Библијата од дома, не мора да одите во пошта, не мора да праќате писма, меѓутоа седете на вашиот компјутер, ги читате прашањата што се зададени во текстот, одговарате, кликнувате и потоа доаѓате до втора, трета лекција, четврти, така до крајот и едноставно ги изучувате тие 8 подрачја на дописната библиска школа. Да ја слушнеме рекламата, а потоа повторно се враќаме во живо во нашата програма. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма. Еве не, повторно во емисијава, во живо, почитувани гледачи, сакам да ве поздравам. Сите вас кои во меѓувреме се вклучивте во нашата програма, според она што го гледам овде на екранот на мојот компјутер, значи имаме гледачи од повеќе подрачја од Македонија и од соседните земји, и сега да не ги спомнувам, можеби во некој од наредните денови ќе спомнам од кои држави, бидејќи Facebook ги изфрлува после 1-2 дена гледачите од кои подрачи. Но како е да е, сите сме добредојдени во ова зимско утро да бидеме заедно, вие поред вашите топли кревети, а ете во нашето студио е пријатно. Поздрав од мене и од техничарот Драгослав Методиев, така да ние еве дојдовме рано наутро овде, иако надвор во Кавадарци вее снег, врне снег, но сепак одговорноста кон емисијата е голема и затоа фала на Бога што сме заедно и ова утро. Следува рубриката за нашите, односно за апостолите кои Исус ги имал. Знаеме во Исусово време секој имало повеќе учители. Не само Исус бил учител, имало и други верски учители, исто така имале своји групи, своји ученици. Кога станува збор за Исус Христос, тој имал 12 апостоли. Вчера зборувавме за апостол Павле како оној 13-тиот, кој Павле се смета дека вели јас сум недостоен да се вбројам во таа група на 12 апостоли. Значи Павле бил повикан подоцна и станал Христоследбеник, иако бил еден од поголемите апостоли. Знаеме зборот апостол значи пратеник. Тој навистина целиот свој живот го посветил на Господа, на Исуса Христа, дури животот го дал за евангелието. Денес ќе споменеме неколку мисли, неколку зборови за апостол Филип, еден мирен човек, побожен човек кој го сакал со целото срце Господа Исуса Христа. Значи, апостол Филип е еден од 12 апостоли на Исус Христос, роден е во Вицаида, во подрачјето на Галилеја. Исто како и апостол Петар и апостол Андреј. Според Библијата тој бил повикан од страна на Исус Христос да го следи и да му стане апостол. Тогаш тој се запознал и со Натанаел. Знаете таа приказна кај смоквата, каде што тие двајца се дружиле, така пише во примерот во Евангелијата.
koji spored, znači, mislenjeta se smeta дека je другото име на апостол Вартомеј. Тоа се сега такви размислувања. Евангелието, според традицијата, го проповедал во Галилеја, во Грција, во Аварија, Етиопија. Според верувањата, грците сакале да го убијат, меѓутоа тој успел да се спаси со помош на Господа. Правил чуда, според традицијата е забележно дека тој правил чуда во местата каде што се движел. Од малечок, значи уште како мало дете, бил научен за да го почитува Светото писмо. Тој се одзвал, како што реков, на повикот на Исуса Христа и веднаш тргнал да го следи. После слегнувањето на Светиот Дух, Филип бил заедно со останатите колеги, со останатите апостоли во горната соба. И тој излегол по улиците на Ерусалим да го проповеда Христовото Евангелие. Меѓутоа, потоа се упатил кон Азија и, како што спомнавме, во Грција. Грците сакале да го убијат, бидејќи тие не ја сакале таа вест што Филип ја проповедал. Еве уште неколку интересни работи да прочитам за Филипа, бидејќи има многу, но како е да е, бидејќи сите скоро, рековме во минатите емисии, од апостолите своите животи ги изгубиле или биле убиени на зверски начин, тоа го снашло и Филипа. Имал противници и според она што е запишено, го распнале на глава, го распнале на крст со глава надолу. Тогаш сте се слушнал исто така некој земјотрес од смртта, предизвикал голем страв кај оние кои учествувале во распнувањето на овој Божи човек. Како е да е, тоа се вистински луѓе кои вистински го сакале, почитувани гледачи Исуса и Господа, дури и својот живот. Значи, овој прекрасен апостол страдал во 86-та година во времето на царот Домитијан. Значи, едноставно и тој го завршил на еден таков начин својот живот, но пише во Библијата, може да ни го одземат телото, да ни го скратат животот, но нашиот дух, нашиот живот кој е сокрен во рацете во Господа, еден ден повторно ќе ни го врати не само нам, туку и на сите оние кои заспале со вера во Господа. Еве тоа беше мислата или пораката за денешните, за апостолите. Денеска зборувавме за Филип, еден верен Божи човек. Одиме понатаму со песна, почитувани гледачи, а потоа повторно ќе се вратиме во емисија. Ja znam da možeš od mraka svetlo stvoriti, od suza dugu razliti i smrti život vratiti. Ja znam da možeš sve. Ja znam da možeš, ja znam da možeš od pola biser stvarati, od znoja hleba davati, od truda mnogo radosti. Ja znam sve možeš ti. Može li slomljeno krilo ponovo leteti nebu? Mogu li čovek i žena ponovo naći sreću? Mogu li rane zarasti i sužnji doći slobode? Da li se žene duše mogu napiti vode? Ljudi nemaju leka za ove jade svoje, ali ja verujem tebi, Isuse, sve možeš ti. Ja znam da možeš, ja znam da možeš od mraka svetlo stvoriti, od suza dugu razliti i smrti život vratiti. Ja znam da možeš sve. Ja znam da možeš, ja znam da možeš od
pola pise stvarati, od znoja hleba davati, od truda mnogo radosti, ja znam sve možeš ti. Može li pustinja suva postati rajska bašta, može li kameno srce naučiti da prašta, može li Bog da mi vrati što smrt mi je uzela moje, može li ljubav da vrati veru u srce tvoje. Ljudi nemaju leka za ove jade svoje, ali ja verujem tebi, Isuse, sve možeš ti. Ja znam da možeš, ja znam da možeš od mraka svetlo stvoriti, od suza dugu razbiti i smrti život vratiti. Ja znam da možeš sve, ja znam da možeš, ja znam da možeš od pola pise stvarati, od znoja hleba davati, od truda mnogo radosti, ja znam sve možeš ti. Ljudi nemaju leka za ove jade svoje, ali ja verujem tebi, Isuse, sve možeš ti. Следува рубриката кога зборуваме за нашите градови, села, историски места, водопади и така натаму. Денеска ќе слушнеме нешто за Стоби. Тој древен, стар град кој со својот урбан дел се наоѓа на 3 тераси што се спуштат кон Црна река, обкружени со зидови и на устието меѓу реката Црна река и Вардар. Археолошкото наоѓалиште Стоби е со површина од 1600 квадратни метра. Познато е дека тука минувале главните патишта кои ги поврзувале областите на преден Дунав со средоземните земји уште од предисторискиот период. По овој главен пат на Балканскиот полуостров се движеле културните влијанија на југ и кон север и обратно. Црна река од друга страна представувала природен пат кој ги поврзувал централните области на Македонија со Јадранското море. Во римскиот период покрај Црна река водел значаен пат кој го поврзувал градот Стоби со Вие Егнација кај Хераклеја Линкестис, близо до денешна Битула. Така градот Стоби заземал мощна значајна стратегиска војна и трговска позиција во античкиот период. Јужно од градот се наоѓа траги од предградија до река портата на градот што води кон Хераклеја е под падините од Гробјанската црква до базиликата во Паликора се наоѓаат повеќе некрополи. Тие некрополи се од хеленистичкиот, римскиот и ромејскиот словенски народ. И сега најстари пишани извештаи за Стоби наоѓаме кај Тит Ливи, кога спомнува за победата на Филип V, крал на Македонија над дарданците во 197 година пред нашата ера. Според археолошките податоци, тоа е од нашата ера. Според археолошките податоци, градот бил подигнат во хеленистичкиот период, но не многу пред владењето на Филип V. Со истражувањата од неколкуте градби во централното подрече на подоснежниот град пронајдени се слоеви од 3 и 2 век пред нашата ера, а пронајдени се бронзени предмети од класичниот и архајскиот период, како и поединечни керамички предмети од неолитскиот период. Се претпоставува дека градот бил основан во 359 година пред нашата ера, во 168 година од нашата ера со победата на римјаните над кралот Персија и Македонија била поделена на 4 области. Тогаш Стоби станува центар на трговија на третата област. Интересни податоци историски за Стоби ги наоѓаме, почитувани гледачи.
Ovdje imamo сега много други информации, но јас нема да ве замарам. Важно може да го посетите Стоби како историски локалитет и да се восхитувате на тие градби. Во тоа време тамо е пронајдена и крстилница, што очигледно и во тоа време луѓето се крштавале возрастни. Еве, јужно од базиликата се наоѓа крстилница со необично луксузни мозаици на кои се представени пауни, барски птици и елени како пијат вода од голем контарас. Тоа е нешто, некој сад голем. Среде крстилницата се наоѓа писцина, што има две фази на градење и последната фаза со употреба на голем мермерен кантарос, што служил за крштевање. Од зидовите на крстилницата открини се остатоци од фреско живопис во два слоја, од кои по стариот се представени и некои библиски мотиви, односно некои од Христовите ученици. Еве, толку накратко за Стоби, може да се посети. Значи, Стоби се наоѓа во непосредна близина на Неготино, тука веднаш до автопатот, така да на пролет или на лето може да, кога се движите по таа делница или од тој дел на Македонија, почитувани гледачи, можете да застанете, да направите пауза и да го посетите овој локалитет историски Стоби. Одиме сега да кажеме нешто за здравјето, бидејќи здравјето е пред се и над се. Денеска би сакал да споделам неколку мисли за вредноста и значењето на јаболкото. Јаболкото го чува здравјето. Изреката од јајце до јаболка потекнува од стариот Рим, каде што секој официјален оброк почнувал со јајце, а завршувал со јаболко. Интересно, прв пат ја тоа го слушам сега и еве го споделувам со вас, почитувани гледачи. Значи, римјаните имале таков обичај да денот го почнуват со јајце, а да го завршат со јаболко. За спомнатиот Рим, јаболкото било омилен и ценет десерт со прекрасен мирис, пријатна арома и сладост. Со јаболката внесуваме вода, внесуваме витамини, минерали и влакна што помагаат за регулирање на столицата и даваат чувство на ситост. Јаболкото содржи вода во која се стопени различни материи, минува низ желудникот за 15 до 20 минути, брзо се ресорбира и е спасоносно решение за брзо освежување. Значи, ако сакате брзо да се освежите после некој мамурлук или нешто не ви било добро, земете јаболко. Свежото јаболко се однесува поинаку кога е само и се вари за многу кратко време. Значи, да не се меша со некој друго овошје. Значи, се вари за кратко време, отколку кога е во друштво со друга храна. Ако јаболкото се јаде со друго јадење, особено со мрсна храна и со храна богата со белковини, заедно со нив ќе работи во желудникот неколку часа, додека не се свари и не тргне кон цревата. Зато се препорачува јаболкото да се јаде половина час пред јадење или неколку часа подосна. Јаболкото со причина е редовен продукт кај оние што се на диета. Значи, ако сте на диета, обавезно треба да користите јаболко. 1 килограм јаболка има приближно 600 калории, колку што има 1 литар млеко. Според пресметката на нутриционистите, треба да изедеме 30 до 40 килограми јаболко годишно. 30 до 40 килограми годишно. Слушнавте, почитувани гледачи, колку е јаболкото вредно и хранливо. Они што не се хранат идеално, треба да изедат и многу повеќе. Две материи во јаболката помагаат за намалување на зголемениот холестерол, а тоа се пектин и танин. Значи, тоа се две многу важни работи, пектин и танин. Новите истражувања покажуваат дека тинаниската киселина значително влие на метаболизмот на мастите и го оневозможува нивното таложење во црниот дроб. Гледате, ако имате замастен црн дроб и јадете во поголеми количини јаболко, бидејќи јаболкото помага во отстранување на тие масноти. Тоа сознание отвара нови можности за примена на тинанинот и во
редукcijskite диети. Со јаболката полесно се издржува диетите, бидејќи пектинот набабрува и создава чувство на ситост. Јадење јаболка особено се препорачува за оние кои постојано морат да го држат холестеролот под контрола. Од јадењето на јаболката нема штета, туку има корист целото наше тело, затоа преку цела година користите ја јаболката во вашата исхрана. Верувам дека ја користите јаболката како овоше, но еве сега уште повеќе да го зголемиме внесот на јаболко во нашиот организам или во нашите секојдневни оброци кои ги имаме. Сакам да споделам сега, почитувани гледачи, еден рецепт лута домата. Вие кои можеби јадете малце повеќе луто, еве за вас еден рецепт. Доматите сомелени ги вариме заедно со ловровите ливчиња и сол по вкус до саканата густина. Лутите пиперчиња се мелат и се пржат во малку масло, заедно со сецканиот магданос, која ќе ги попржиме, го додаваме остатокот од маслото, киселината, шекерот и мелената пипер. Се убаво изедначуваме и додаваме во сварената домата. Оставаме уште на кратко да поврие. Го собираме жешко во жешки тегла или шишиња. Зависно од лутината на пиперчињата може да се намалат или зголемат, се мисли на лутината во самиот производ. Еве што ни е потребно за овој рецепт. 5 црвени домати, 3 до 4 ловрови ливчиња, сол секако по вкус, 200 грама лути пиперчиња, 1 врзалка магданос, 1 шолја масло, 1 мало кафеано лажиче киселина и 2 лажици шекер. Еве, нека ви на здравје, вие кои сакате лута домата, може да испробате ова рецепта и да се уверите дека е вкусно и добро. Еве, почитувани гледачи, тоа беше рубриката за нашите села, градови, историски места и споделивме неколку совети за здравјето. Денеска ставивме акцент на употребата на овошето јаболко во нашиот секојдневен рецепт, односно јеловник кој може да го користиме секојдневно. Од јаболкото нема штета. Одиме со песна и се враќаме да ја проследиме последната рубрика во нашата денешна емисија. Bez tebe sam nemoćna, izgubljena. Ja volim te, ja trebam te i svaki put ja tebi vraćam se. Oče, želim ti sada priznati, najbolji otac si ti i jedini. Oče, nebeski oče, dugo lutala, bez tebe sreću tražila. Oče, nebeski oče, nigdje spokoja nema za mene bez tebe. Ja volim te, ja trebam
se, Oče, želim ti sada priznati, najbolji otac si ti i jedini. I svima želim priznati koliko sad mi značiš ti, srce ti predajem i tvoja ostaje. Oče, želim ti sada priznati, najbolji otac si ti i jedini. Ja volim te, ja trebam te, i svaki put ja tebi vraćam se. Oče, želim ti sada priznati, najbolji otac si ti i jedini. Najbolji otac si ti i jedini. Во рубриката Археологијата и авторитетот на Библијата денеска ќе зборувам токму на таа тема. Ќе видиме некои податоци од страна на археологијата кои се пронајдени и ја потврдуваат веродостојноста на Библијата, почитувани гледачи. Професорот Габриел Баркај во 1986 година представил ново откритие во Кетев Ханом на подрачето на гробиштата југоисточно од Ерусалим, каде што е најден најстариот библиски надпис. Со стотина експерти за Стариот Завет сум седел восхитен на состанокот на Меѓународната организација за проучување на Стариот Завет во Израелскиот музеј во Ерусалим. Внимателно беа одвиткани две тенки сребрени ленти, свиткани за да изгледаат како мини свитоци. Тие содржат гравирани надписи со скратен приначен благослов на Арона. Ова е цитат од 4 книга Мојсеева, 6 глава, 24 до 26 стих. Врз основа на археолошкото обкружување и стилот на писмото, Баркај овој надпис го сместил на крајот од 7 или почетокот на 6 век пред Христа, 400 години постар од ракописите најдени кај Мртвото море. Во просторијата владееше совршена тишина која многу критички настроени експерти овој текст од 4 книга Мојсеева го сместиле во 4 век, одеднаш беа соочени со нов доказ. Новите фотографски техники и новиот модел на работа со компјутери дефинитивно одредиле дека овие амаили постоеле пред падот на Ерусалим во 586 година пред Христа. Тоа значи дека се датирани најмалку 150 години порано, отколку што критички настроените експерти тврде дека настанала 4 книга Мојсеева. Така текстот од Кетев е најстар до сега откриен пишан библиски дел. Ова беше драматична манифестација на моќта на археологијата да им се протистави на современото толкување на Библијата. Од 1799 година археолошките истражувања на Блискиот Исток дале многу податоци кои потврдуваат веродостојноста на Библијата. Во продолжение во ова глава ќе ги споменеме најзначајните наоди од последните 20 години на работата на археолозите на Блискиот Исток, а кои во голема мера придонеле за разбирање на Библијата. Еве, почитувани, тоа беше само вовед, она што ќе го читаме, што ќе го пренесуваме во наредните наши емисии. Значи, ќе зборуваме како настанале посебни библиски народи, понатаму ќе зборуваме за библиски личности кои некои ги негираат, но археологијата ги потврдила. Така да следете не и во нашите утрински емисии. Пред да ја одјавиме ова наша емисија денески, да се поздравиме, еве и денеска ќе завршиме со еден пример кој носи наслов Девојката и ѓаволот.
Еден ден една млада девојка која имала 16 години, откако слушнала од низините родители за Бога, се одлучила да оди во црква. Но непријателот го видел тоа, па во лик на стара жена се појавил пред девојката и започнала да ја прашува: "Каде си тргнала, девојче?" А таа одговорила: "Сакам да одам во црква и да се помолам на Бога." Но старата жена почнала да ја разубедува: "Што ќе правиш ти во црква? Таму се само старите луѓе, ти си млада, немаш потреба да одиш во црква." Така девојката почнала да се предомислува и се вратила дома. После неколку години, на истата девојка, која повеќе и не била девојка, туку жена, која имала сега 40 години, и се појавил истиот копнеш во срцето да оди во црква за да се обрати на Бога. Но и овој пат непријателот се погрижил за тоа, одејки жената кон црквата, значи сепак одлучила, кога имала веќе 40 години, повторно да отиде во црква, повторно била пресретната од непријателот кој бил во лик на стара жена и повторно почнала љубопитно да ја прашува каде тргнала. Таа пак одговорила: "Одам во црква да се помолам на Бога", но старата жена ја рекла: "Што ќе правиш во црква, млада жено? Ти си сега во најубавите години, треба само да уживаш во животот." И овој пат разубедувањето успеало. Па жената се вратила дома. Кога остарела и напомнила сега таа млада жена од 40 години, сега веќе имала 80 години и кога едвај можела да се движи, еден ден повторно се одлучила да оди во црква. Сепак на непријателот и ова не му се допагело. Па овој пат се појавил пред неа во лик на млада жена која почнала да ја прашува: "Каде си тргнала, бабо?" Старата баба ја одговорила: "Еве појдов, ќерко, во црква да се помолам и да се помолам на Бога, да се покајам." А ова млада жена, преправена во непријател, ја разубедувала: "Што би правила ти сега вака стара и изнемоштена бабичке во црква? Па таму се само млади луѓе." И така и овој пат му успеало на непријателот да ја разубеди и таа се вратила дома. После неколку месеци починала и никогаш не успела да се обрати на Бога. Така и, почитувани гледачи, драги пријатели, со секоја личност. Непријателот преку разни искушенија, секојдневно и на разни начини, се обидува да не спречи, да ја спречи секоја една душа да се обрати кон Исуса. Секоја душа за себе одлучува по кој пат ќе оди, но патот на непријателот или по патот, дали ќе оди по патот на непријателот или по патот на животот и вистината, патот кој води кон Бога, кон Исуса Христа. Исус еве што кажува: "Јас сум патот и вистината и животот. Никој не доаѓа при таткото осем преку мене." Дали ти ќе одиш во црква или ќе си најдеш оправдание, ти одлучуваш. Меѓутоа, животниот век брзо поминува, тоа сите го знаеме. И затоа, ако денеска го слушнеш Божиот глас, вели Светото писмо, да не биде твоето срце дрвено. Убаво да одиме во црква. Убаво да одиме да се дружиме со луѓе кои имат исти верски убедувања, да се дружиме, да пееме за Бога, да го славиме и да му се молиме. Еве, почитувани гледачи, дојдовме до крајот на ова наша денешна емисија и до крајот на ова седмица работна, значи од понеделник до петок ние сме овде со вас. Викендот е пред нас, ви посакувам секој добро, имајте благословени денови, утре е сабота, за еден дел од христијаните е ден на одмор, значи за адвентистите ден на одмор, кој оде во црква и го прослуваат Господа. Ви закажувам, ако Бог даде живот и здравје, нова средба во понеделник да се сретнеме повторно на ова Facebook страна во 8 часот и 30 минути. Ова емисија се снима и слободно погледнете ја на нашиот YouTube канал Радио Глас на надежта. Ви посакувам секој добро, бидете одговорни и чувајте се. Се гледаме. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето,
библиски совети за здравието, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма.